Добар ден! Денес учиме една нова лекција, а тоа е лекцијата топлина. Ова се адаптирани наставни содржини по предметот Основи на природни науки за 5-то одделение. Јас сум Милица Серафимовска, наставник во ПУ Доктор Златан Свенец, Скопје. Што е тоа топлина? Исто и како светлина, кажавме дека енергија и топлината е енергија. Дали ти е познат зборот топлина? Сигурно го поврзуваш со чашата од чај или со зборот уф, ама е топол овој ден. Дали некогаш ти допрел нешто жешко? Може би тенџерето со жешка супа. Тоа значи дека енергијата од тенџерето се пренесува на твојата рака и така чувствуваш топлина. Но мораш да бидеш многу внимателен кога допираш нешто што е жешко, зашто можеш да се изгориш раката. Најголем извор на топлина е сонцето. Сонцето е природен извор на топлина. Топлината и светлината на сонцето се услов за живот на растенијата, на животните и на луѓето. А како добиваме топлина, кога, например, сонцето помалку грее или го нема, а тоа се случува кога? Во зимскиот период. Тогаш е студено и тогаш ни е дома студено. Мораме некако да го затоплиме домот. Тогаш користиме електрични печки, парно, печки на дрва и така добиваме топлина во домот. Кои други апарати во домот даваат топлина? Електричниот шпоред, тостерот, пеглата, фенот да со топлина, со топол ветер и да сушиме косата со фен. Дали постојат и други извори на топлина? Да, тоа е огнот. Дали некогаш си кампувал? Кога е студено навечер, камперите си палат оган, се собираат околу огнот и така се топлат. Значи огнот дава топлина, односно горењето на дрвета дава топлина. А имате ли плински уред? И плинскиот уред дава топлина. И нашето тело е извор на топлина. Како знаеме? Ако земеш коцка мраз и ја ставиш на твојата дланка, ќе забележиш дека по некое време коцката мраз ќе почне да се топи во раката. Тоа значи дека нашето тело е топло, а коцката мраз е студена и дека нашето тело има топлина. Како ја користиме топлината во околината? Го затоплуваме домот. Готвиме, се бањаме со топла вода. Растенијата ја користат топлината за да растат и произведуваат храна. А топлината патува, исто како и светлината, од потопли кон студени предмети. Што гледаш на сликата? Гледаш дека сонцето, топлината на сонцето патува и дојде до сладолед, па го растопи. И уште нешто, топлината може да се мери. Топлината ја мериме со помош на термометри. Се надевам дека ти беше интересна лекцијата за топлина. Што треба да знаеш? Да знаеш дека најголем извор на топлина е сонцето. Дека постојат и други извори на топлина. Да направиш проценка на топли и студени предмети, да внимаваш кога ракуваш со извори на топлина и да научиш да си го користиш термометарот. Браво за тебе! Ја научи лекцијата за топлина. До гледање!